Почитувани, добар ден. Време е да го започнеме најновото издание на Црвена линија. Активисти за правата на животните одржаа мирен протест пред судењето на обвинетиот кој со стап го тепаше бездомното куче Феликс, кое поради нанесените повреди подоцна угина во стационарот за бездомни кучиња. Лајка. Тие побараа затворска казна за обвинетиот и поголема системска казнивост за малтретирање на животни, а не како досега изрекување парична казна во максимален износ од 300 евра или условна казна. Здруженијето Анима Мунди најави дека ќе поднесе иницијатива до Министерството за правда во кривичниот законник да се опфата дела како малтретирање на животни, борба со кучиња и напуштање на домашни миленици. Се бара уште и задолжително регистрирање со микрочип на сите миленици, законска забрана за размножување на кучињата, освен во случај на регистрирана одгледувачница, закони и мерки што ќе го решат проблемот со бездомните кучиња. Во Црвена линија, драги мои, денес ги поставуваме следните прашања. Дали животните се заштитени само на хартија? Дали треба да се воведе казна за напуштање домашни миленици? А главната тема за која што денес ќе дискутираме со вас е треба ли да се воведе затворска казна за малтретирање на животните. И додека во анкетата секако која што можете да ја одговорите доколку не заследите на Инстаграм, сосема логично нашиот профил на Инстаграм е Црвена линија, но потенцирам задолжително заследете го и профилот на Телма телевизија на Инстаграм. По кликнувањето на Инстаграм стори имате можност да одговорите со две опции. Едната е да, другата е не и повторувам прашањето е дали казните за измачување и убивање животни треба да бидат ригорозни. Ете, тоа е што очекуваме денес од вас, се разбира кога станува збор за Инстаграм, но секако ќе потсетам активно учество и драго ми е дека е тоа така. Постојано имаме и преку оние кои што не следат на Фејсбук и тука е профилот Црвена линија, каде што редовно ги објавуваме темите за кои што зборуваме со вас, но и профилот на Телма телевизија, каде што исто така редовно се објавуваат темите на Црвена линија. Ке ми биде огромно задоволство и чест секако и оваа денешна Црвена линија да ја креираме со огромно учество од ваша страна и секако да слушнеме граѓаните што мислат кога прашуваме треба ли да се воведе затворска казна за малтретирање на животните. До нас се стига едноставно, телефонскиот број е добро познат, тоа е 02 307 005. Ве замолувам овде во Црвена линија од технички аспект веднаш и целосно да биде намален тонот на ТВ приемникот, се разбира со цел добро да се слушнеме. Пајде да отвориме оваа Црвена линија со првото вклучување во живо. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав до вас, во Црвена линија сте. Фала. Сега вака. Треба ли еве да се воведе според вас затворска казна за малтретирање на животните? Зависи сега на кој начин се малтретираат кучињата. Има начин, например, еве кај мене у Шуто Ризари, у џамијата кучиња колку сакаш. Никој евиденција не води. Сравние са бале да одиме на работа. И мора со тебе да носиш некој дрво да не те напаѓат. По 10-15 кучиња, никој евиденција не врши. И каква казна ни следува, а се пазиш само од кучињата. Друга работа сега ме интересира. Ме интересира овие казни. Овие казна нека се носат за тие луѓе што треба, што ја краделе државата, нека ги враќат парите, нека лежат по една година у затвор, парите нека ги враќат на граѓаните, да осеќаме и ние како добрина од државата, како Србија што се прави. Секој пунолетен граѓанин по 100 евра, тоа нека го донеса законот, а не сега за едно куќе да одиме у затвор. Парите нека ни ги вратат од хранарина, превоз.
Не мора минимална плата да ја качат, ама парите нека ги вратат од превозот, хранарина. Благодарам многу за отчеството и сега го цениме и вашето мислење и одговор. Продолжете да ја следите Црвена линија, бидејќи допрва продолжуваме со гледачите. Добар ден. Дали се слушаме? Добро, јас ќе потсетам еве додека вклучиме нов гледач, имајте во предвид дека оние кои што еве можеби ме полесно така повеќе ви одговара, учество во Црвена линија секако и преку коментари на нашите социјални медиуми, поточно Facebook, односно поточно нашите профили Црвена линија на Facebook. Заследете, коментирајте, споделувајте и секако и профилот на Телма телевизија. Телефонот продолжува да звони, продолжуваме со дискусијата со вас. Добар ден. Добар ден. Поздрав до вас. Па еве, треба ли да се воведе затворска казна за малтретирање на животните? Да, треба. Меѓутоа, треба овој разговор да биде и дванасочен. Мене, лична случка, керка би, одејќи од Рдишениц, одејќи на работа, куче, мантиот и го скинало. Да сум бил ја тука, со неја, најверојатно и да имам нешто норуже, било како би губил тоа куче. Што правиме со тие кучиња, ситници? Се јавува полиција, дали е повредена, не е повредена. Тогаш јави се у лајка. Се јави у лајка, вика, ќе видиме што ќе направиме. А еве, дали сте за тоа што се залагаат, се разбира, Данијел на Мунди, да постои задолжително регистрирање со микрочип, законска забрана за размножување на кучиња и закони и мерки што ќе го решат проблемот со бездомни кучиња? Тоа законска, незаконска, не сум правник. Треба тоа правните да го решат. Меѓутоа, што со овие кучиња, скитници по улица, ги има 10. 10 ги има. И кој ги храни, како хранена, а лајка ќе дојдеме 15 дена од тоа на има лајка не дојде, не направи ништо. Пак ги гледам тие кучиња тука и тука. Така, благодарам еве што споделивте како гледате на денешната тема за која што дискутираме сите со вас. Сега повторно ќе ве прифрлам она музика каде што и на почетокот зборувавме, каде можете да земете активно учество преку коментари. Секако, Црвена линија на Facebook, вака изгледа денес нашата тема, објавена низ фотографија, треба ли да се воведе затворска казна за малтретирање на животни. Драго ми е што ви има во огромен број и тука, има многу коментари. Во продолжение ќе вклучиме гледача, ќе почнеме и со читање на коментарите меѓу јавувачи. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушам. Се јавува Снежана од Тетово. Поздрав до вас. Љубител на животни и верен пријател на бездомните животни. Кучиња, мачиња, коњи напуштени и така. Јас сум за ригорозни казни, да се поправи, да се внесат во законот поригорозни казни за заштита на животните. Посебно се малтретирани кучињата. И јас се јавувам по прв пат во вашата програма, им го должам својот глас на безгласните. И би сакала да упатам апел до луѓето да имаат повеќе обзири кон оние улични кучиња кои ги среќаваат. Ако не ги чепкаат, ако не ги задираат, тие ќе си поминат мирно и нема ништо да биде. Ниедно куче не каса без причина. Тоа е сигурно и докажано и научно, меѓутоа луѓето некако се многу исплашени, имаат поголем страх од резонот кој би го направиле за да поминат мирно покрај кучето и да знаат дека нема ништо лошо да се случи. Еве, според вас како може да се реши најдобро овој проблем со голем број бездомни кучиња низ улиците? Треба да има свој фонд за заловување и активно сдружение животни за заловување на кучињата, кастрација, стерилизација. Така, благодарам многу, драго ни е што еве за прв пат се вклучивте во Црвена линија и верувам не и за последен пат. А како што видивме, почнуваме и со коментарите. На Facebook ќе почнеме со коментарот на господинот Лазар Станојевски, кој што е напишал: на прашањето треба ли да се воведе затворска казна за малтретирање животни, напишал да.
затвор за мъчителите на животни е неопходен. Тоа не се луѓе, туку опасни насилници, чие злосторство мора строго да се казни. Само со строги санкции ќе спречиме понатамошна суровост и ќе покажеме дека општеството не трпи монструозност. Благодарам за учеството, господине Лазар. Продолжуваме со гледачи во живот. Добар ден. Здраво, Здраво, голем поздрав до вас. Поштовање и вас исто. Благодарам. Па биди, ова да гледам сликава, така стварно кога ќе видиш утажени очиња, куклето и составено до згора и тоа со утажени очиња, делува така психолошки да треба да бидеме многу пофлексибилни кон некои куќиња кои што се стварно агресивни. Значи, имаме ние средби блиски со куќиња кои ќе те расчеречат. У прав смисол на зборот. Да речето са баље луѓе што идат на работа од 6 сат, кои почнуваат со работно време, уште у 5 сат. Ова немаат, тргаат на работа, а немаат друг превоз освен автобус и до автобуската дур за 100 сат им треба може 15-20 минути. Проаѓаат низ права агонија од куќиња. Значи, тука што правиме и сега што треба да направи сега тој што иде на работа, да земе да ги потепа тие куќиња, да земе некој ден пистол, пушка, да ги испопука. Според вас треба ли да има ригорозни казни за луѓето кои што мачат и убиваат животни? Ако е некој што се изживljava врз животни, да. Али некој кој го прави тоа во самоодбрана, баш напротив, тој треба да биде и награден. Затоа што има многу повеќе случаи каде што самоодбрана. А овие невладини организации малку нека внимаваат што зборат. Поздрав, пријатно. Благодарам многу за учеството во Црвена линија. Вклучуваме, верувам, нов гледач или гледачка, може би. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Ке дадам уште една можност, ако не одиме веднаш онаму каде што навистина има голем број на коментари. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, ве слушаме, во Црвена линија сте. Пака за денеска бас читам по порталиве, знаете што ми смета мене? Ги судат овие за девојчево што го убија. Значи, тамо нема никој да се побуни, да ги пречекаат. Убиле девојче, убиле човек. Никој нема да ги шиканира, да и трча по нив. А овде кога убиле куче, и луѓето ќе го тепаат човек. Малку ги изгубивме вредностите, ја барем така мислам. Значи, немам ништо против кучињата. Ама зашто па да не трчат прасиња по улица? Зашто коњи да не трчат? Зашто за кучињата само се грижим? Јас лично кога одам надвор, одам со страв. Живеам во автокоманда, јас со страв се движам низ автокоманда. Сакам да пешачам, во автокоманда имате кучиња поголеми од коњи. И сега да се грижам повеќе за тие кучиња, него за луѓето, малце не ми е нормално. Барем така ја размислувам. Значи немам ништо против животните. Ајве, сметате ли дека казните за измачување и убивање животни треба да бидат ригорозни? Јас мислам дека треба да бидат ригорозни, дефинитивно. Али многу внимание се обрнат сега на ова, а вие ви реков имате луѓе, деца се убиваат, луѓе се убиваат, никој не реагира за тоа. А дека човек што може да убие куче, така, може да убие човек дефинитивно. Али дека треба да биде во затвор, не ми е нормално. Барем мене, не знам се за луѓето. Ви благодарам многу. Така ви благодариме. Ние секако го цениме сече мислење слободно. Драго ни е да ви имаме во огромен број во Црвена линија. Ме прифрлам онаму каде што има и голем број на коментари. По коментарот на господинот Становски продолжуваме и со коментарот на господја Анита Дарговска, која што одговорила. Да, затвор. Сите познати серијски убици низ историјата, кариерата ја започнале со малтретирање и убивање животни. Општеството е должно да ги санкционира девијантните појави за да бидат пример за сите други. Сашка Боризовска напишала: обавезно треба да се воведе затворска казна за малтретирање и убивање на животни. Благодарам за коментарите. Продолжуваме со гледачи во живот. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, ве слушаме. Требе да се јавам дали еве затворска казна, да, а дали куче што нападнало човек требе да иде газата у затвор.
Добро, продолжете, ве слушаме. Тоа ми се случи. Тоа ми се случи пред коронавирусот. Шетајчи покрај Вардар, куќе ми скока на врат. Мајцата ја чува скината од него. Се симна од мене, затоа почна да трчи за жена со мала количка покрај патеката. Шеташе, ако не беа луѓето, не знам, два тројца, кај стадионот, да го избркаат куќето, што се случише со таа госпоѓа со малото дете? И што тога лајка ќе одговореше на тоа куќе? Кој треба да иде затвор? Дали куќето или тој човек што го пустил куќето надвор? Дали лајка воведе контрола води на тие одгледувачници на куќиња да имаат чипови и да го запишаат чипот на која личност е куќето. Па кога го пусти на улица, да видат кој го пустил куќето на улица. И измети. Не може човек да помине од измети од куќиња по улица. Лајка тоа нека одговори. Само нема никој од лајка. Благодарам многу за одговорите и еве за тоа што го споделивте со јавноста. Ние ќе потсетиме дека Сдруженијето Анима Мунди најави дека ќе поднесе иницијатива до Министерството за правда во кривичниот законник да се опфатат дела како малтретирање на животни, борба со кучиња и напуштање на домашни миленици. Се бара уште и задолжително регистрирање со микрочип на сите миленици, законска забрана за размножување на кучињата, освен во случај на регистрирана одгледувачница, како и закони и мерки што ќе го решат проблемот со бездомните кучиња. А Црвена линија денес прашува треба ли да се воведе затворска казна за малтретирање на животни и дали казните за измачување и убивање животни треба да бидат ригорозни. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Се јавува Сонја. Голем поздрав до вас, повелете. Фала. Јас мислам да треба да се воведе тоа и тоа строги затворски казни. Продолжете, ве слушаме. Да, и зашто гледам, јас исто вака сум уставом и имам гледано пред своји очи куче како го мават со клоца и тоа за ништо. Кучево кај што се минува, ги малтретира, ги трова, не знам, тоа е стварно жално и грозно. Не некој што вика куче, додека не го закачаш куче не те чепка. Значи, кај нас во Струмица, кај Собрање, сега кажувам искрено, што се жалеа од кучиња, нели скитници, тие кучиња веќе ги нема. Мак ми седна, околу нив се собра, ниту беше каснат, ниту беше нападнат од кучињама. Значи, тие што ги троват, што ги убиват кучиња, тие треба стварно затворска казна. То не една година. До животно да ги осудат. Тоа е стварно, не знам што да кажам. Ги газат, ги троват, ги измачуваат, ги врзуваат. Јас имам спасено 8 кучиња од улица. И тоа бебиња, по 2 месеци кучиња оставено горе на браната. Тоа е. Благодарам многу и вам за учеството и тоа што ги дадовте вашите одговори. Продолжуваме. Добар ден. Добро, во продолжение додека очекуваме ново вклучување, ќе потсетиме денес Црвена линија секако прашува треба ли да се воведе затворска казна за малтретирање на животни и дали казните за измачување и убивање на животните треба да бидат ригорозни. Вклучуваме, гледаш, добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме, во Црвена линија сте. Знаете што, и за оваа работа, како и за секај нас се почнува од опачината и ние не ги гледаме причините, ги гледаме последиците. Таква агресија постои кај народот. Да, има луѓе кои што се изживуваат и врз животни и се изживуваат истите тие и врз луѓе. И јас сум за ригорозни казни. Но меѓутоа, целото наше општество, сега да не ги политизирам работите, бара тотален рестарт. Затоа што е факт. Еве, јас сакам кучиња.
во моето семејство има 2 кучиња и да не се правда. Меѓутоа е факт дека некогаш кога ќе излезеш на улица, ти колку и да сакаш кучиња, колку да не се плашиш од кучиња, па тоа е ужасно. Мојот внук, кој што чува куче, во парк беше каснато од глутница, го бутна кучето тука кај окото. Дете од 6 години. Мора да се најде некој начин, да се казнува. Меѓутоа и тоа што е на улиците мора некако да се среди. Не можеме ние да ја гледаме едната страна. И во право беше господинот што претходно што збореше. Значи ние какво општество станавме, а кучињата ни стана повредни од луѓето, ви велам. Ние имаме 2 кучиња, имаме папагал, имаме риби. Меѓутоа ние Благодарам многу за учеството и секако за вашите одговори. Една напомена за останатите, особено за оние кои што верувам ќе има и такви за прв пат ќе посакаат и ќе се вклучите во црвена линија. Имате во предвид 90 секунди е време траењето на едно јавување. Ве префрлам на Facebook, продолжуваме со коментарот на Цветанка Стојановска, која што напишала: потресена сум од постапката врз кучето Феликс, исто како да му се случило на мојот миленик. Се што сторила и никој освен се што створила природата има право на живот и никој освен неа нема право да им го одзема. Да малтретираш куче, маче или било кое друго животно и да му го одземеш животот, исто е како да си одзел на човек. Затоа за сторителите треба да се воведат ригорозни и затворски казни. Воедно во државава треба да има повеќе стационари за згрижување на бездомни кучиња, со што би биле заштитени од насилни постапки врз нив. Исто така и сопствениците треба да бидат совесни одгледувачи. Сакајте ги кучињата, во нив има поголема емпатија отколку кај некои луѓе. Ова е мојот мудрец и убавец Були. Еве ќе го покажеме и Були. Благодарам Цветанка за одговорите и учеството во црвена линија. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Еве сега сакам да коментирам за кучињата. Мен ми се случи идам у аеродром по патека. Да. Ми се случи мене исто по патека одам, газата со куче, тоа големо куче. Врзано, кој ми се фрли пред мене. Шо да правам? Ми ги скина тренерките. И газата вика: добро, извини. Како извини? Добро што без со тренерки, ако без со кратки панталони што ќе прави? И сега ќе ги браниме со овие газите со кучињата? Или само китници, овие што се сами кучињата. Значи, страшна работа е. Јас не сакам да нападам ни кучиње, ни нешто, али ово што се случува низ градот, не само овде, него низ сите градови. Има и села има, и во селата има. Повеќе кучиња има отколку деца. И секој ги брани кучињата. Децата не ги бранат, кучињата ги бранат. И мене тоа не ми се свиѓа затоа што они не ги држат. И кога ќе одиш по патика, гледа ги што измити имаат. А еве според вас, дали казните за измачување ќе потенцирам и убивање животни треба да бидат ригорозни? Па, сега, јас не сакам да ги нападам никога, ама... Дали сте се уште на линија? Па не ригорозни, него треба стварно и тие што ги напаѓат не треба да ги удира така како што е. Така, благодарам многу и вам за вклучувањето во црвена линија. Добар ден. Добар ден. Напомена особено за оние кои што немаат искуство во контактни емисии, само намалете го веднаш тонот на ТВ приемникот. Добар ден. Ало, здраво. Здраво, во црвена линија сте, повелете, ве слушаме. Сакам прво, мислам дека нема да се јавам, него да искоментирам врз база на ова колку луѓето се прости. Овдека прашањето е тотално во една насока, а луѓето си секој зборува за свој личен проблем. Куче меша кучиња и луѓе. Значи, животно е животно, не е тоа човек да размислува, да постапува и така натаму. Значи, нормално
дека тоа не може да реагира како човек и да размислува и дека треба затворски казни за малтретирање на животни, тоа огромни затворски казни. Сега, што кај нас малку државата не е организирана, а тоа нема врска со ова што го гледав на видео, како некој држи вржено куче и го тепа со стап. За таков човек, па тоа треба 10-15 години затворска казна. Не малку, многу затворска казна. Сега, ако на некој му сметат кучињата, па нека земе, нека им даде јадење, нека ги однесе на ветеринар. Значи, никој не се грижи за животните. Не те тие криви. Тие толку може да размислуват и да не се луѓе. Не ми е јасно колку луѓето може да бидат прости за вакво нешто, за вакво прашање, а даваат одговори. Значи, врска нема со прашањето овдека што е поставено на телевизор. Немав намер да се јавам, ама малку ми изилетира вакви, да не кажам се изразам вулгарно глупави коментари. Значи, нема врска ова. Животното треба да се... Благодарам. Драго ми е пред се што еве за прв пат посакавте и се вклучивте во црвена линија. Верувам нема да биде и последен пат. Напомена 90 секунди е време траењето на едно вклучување. Тајмерот одбројува и затоа автоматски и се исклучува. Продолжуваме. Добар ден. Добар ден, убав ден. Убав ден, повелете. Благодарам. Овака, прво да кажам дека сум каснат повеќе пати од кучиња, но не ги обвинувам, сигурно и јас сум виновен и тие се виновни за нешто. Меѓутоа, значи јас за мене речам никој нема право да му го одземе животот, независно дали е тоа животно, дали е човек, дали е птица, не е битно. Значи секој има право на живот и нема право некој на. Меѓутоа, нашата политика е многу лоша. Треба кучињата на која од територија на општина, тие постојано се движат таму, да бидат чипирани на име на општината. Значи, да видат, и ако евентуално се најде на друга територија, значи некој годнел на друга страна, значи тоа е на тој начин. Второ, сите кучиња на одредена територија да бидат кастрирани, и машки и женски кучиња, да се сведе на минимум, значи размножувањето неконтролирано, значи и нормално дека ќе има некоја ќе се протне, али ќе биде и така на некој начин болните кучиња да се еутаназираат и на постепено да дојдеме до нула, што се вика скитници, како што некаде во светот ги има. Но ќе им замерам на господата од Амина Мунди, како се вика таа? Анима Мунди здружение. Анима Мунди, е така. Прво толку средства добиваат и никако се шлепаат на лајка, а зашто не отворат они од своите средства, значи прифатилиште, да ги чуваат кучињата, да помалку ги има на улица. Они само гледат да што повеќе да заработат, а дали ќе во 90 секунди одбројува тајмерот. Благодарам за учеството и секако еве и да потенцираме ова секој кој што сака нови 90 секунди, слободно завртете го повторно нашиот број. Ве префрлам на Facebook да продолжиме со она што како одговор го напиша Василеон Александрој Македон. Вели, пред да се размислува за затворски казни за малтретирање животни, треба да се решат законски многу други прашања. Човекот е број 1, не е животното. Имате глутници, диви, крупни песои, агресивни, големи, валкани, опасни по здравје и живот на луѓето, што шетаат слободно по паркови и урбани средини. Децата немаат слобода, возрастните со страв се движат во урбани средини. Во урбани, не говориме за планина и села со посој и без песој. Со песој и без песој, добро, апсолутно не сум против животните, но овде имаме проблем од животните во целина, туку конкретно од дивите песои што се напуштени и слободно шетаат во урбани средини и прават штета. Кој ќе ми плати ако удрам див песо во возилото и ќе ми направи голема штета на возилото? Што да правам? Да лажам дека го рушив во дупка? Добро. Кој ќе надомести ненадоместлива штета ако таков пес го искасапи некое дете? Кој е поважен, човекот или дивиот пес? Кој сака да ги штити уличните песои, да се ги собере, да ги запише на негово име со чип и сепа ако нешто непосакувано се случи, тој после да излезе јунак и да надомести се. Мој предлог е да се даде рок од 2 недели. Кој сака да се земе од песоите, уличните песои, добро,
да го запише на свое име како заштитник, а сите други да се соберат итно и да се однесат во зоолошка за песој. Благодарам за учеството. Добар ден. Добар ден и убав ден. Па да ви кажам, многу убаво кажано ова сега што го прочитавте. Мислам, се држи вода, има место како да кажам. Значи човекот е едно, животното е друго. Меѓутоа вие како што е случај, претпоставувам за тоа е ставена и темата, тоа е веќе друго нешто. Значи вие да се живувате со врзано, ајде, више не ми се ни спомнува како. Значи ја мислам, тој човек не е за затвор, тој човек е за лечење. Значи вие имате психолошки проблем. Такво нешто да правите вие, значи, не знам, бар за мене не е тоа нормално. Сега, ова Анима Мунди, значи е тоа катастрофа од нешто, поесто јас неколку пати имам и многу животни, ајде овдека и гледаме и правиме и на сите што ќе ги најдеме, помагаме, меѓутоа нигдека ги нема. Па зашто постои тоа Анима Мунди? Ондак нека се укине. Значи тоа е, како да кажам, една лажна оваква институција. Значи тоа е лажно, само Анима Мунди за животните нигде ги нема. Нити за мачки, мачки стално сме носели на овако по ветеринари за да не се размножува тајде. Значи за куќа, за стерилизирање куќиња овона, значи нив нигде ги нема кога ги побараш. А се случи нешто овако, нешто што прават они со тие пари што им се дават, јас на пример не сакам да знам. Тоа е невладина, и не од тие невладини ние кај нас дојде до општи хаос вако нешто да се случува. Значи они треба нешто. Благодарам многу за вашите 90 секунди во црвена линија. Ве префрлам на Facebook. Сашка Боризовска напишала: обавезно треба да се воведе затворска казна за малтретирање и убивање на животни. Синиша Богоевски напишал: за насилници казни да. Ама ништо не се превзема за кучиња, скитници кои се опасни. Никој не превзема одговорност и акција да се среди со скитниците. Благица Бојана пишала: поголемиот дел од животните бездомници станале бездомници поради неодговорноста на луѓето, кои ги пуштаат по улиците или целосно ги напуштаат. За нивната неодговорност потребно е највисока казна, но исто така и Анима Мунди да превземе одговорност за истите животни кои ја загрозуваат безбедноста на луѓето. Благодарам за коментарите. Добар ден. Добар ден, Тина. Голем поздрав до вас. За кучињата, дали треба да се... Не за кучињата, туку за оние кои што измачуваат и убиваат животни, дали треба казните да бидат ригорозни? Не треба да бидат ригорозни. Денеска кучињата дојдоа позаштитени од човекот. Например, човек ќе се газиш на пешачки или било каде, 200 евра ќе се казат. Да. Куче да одговараш, нема шанси тоа. Воја срамота и жалост да работе во наша мила Македонија. Нема никаква правда, нема никаков мир. Толку сум растревожена за кучињата ќе ги брани. Мора да ме каса, ја да го гледам. Така ли? Ние зборуваме за луѓе кои што... Господјо, луѓето што измачуваат и свесно убиваат животни. Без да бидат нападнати. Како го напаѓа, ќе го измачува. Фармадарот и проводијата. Како он да ме напаѓа мене, ја ќе му тоа мирно. Нема така. Ако не ве напаѓа? Куче да се нападне. Ја гледам по чашијата како напаѓат и водат и пијат на водоскокот. Што имаме у чашијата, никој ништо не му напаѓат и тоа дури у чашијата напаѓат. Да има среќа мен да ме нападне, па да више ќе допие. Добро, благодарам. Јас една напомена ќе дадам, значи секое мислење го цениме, само ве молам да се задржиме до етиката на црвена линија. Оние кои што редовно го не следат, го знаат тоа. Колку и да сме револтирани, гневни, секако не следи и целата публика, што значи и малолетната публика, треба да бидеме и пример за култура. Тоа значи дека секој од вас, како и досега, може да го каже својот став, мислење, без употреба на погрдни зборови, пцости, вулгарности, и секако црвената линија реагира доколку се користи говор на омраза и говор кој што алудира на насилство. Ако го зборуваме за насилство, односно измачување и убивање на животните, дали според вас треба да има ригорозни казни? Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме.
Дали треба да има ригорозни казни? За измачување и убивање на животните. Прво се криви газдите. Да, ве слушам. Не ве слушам. Продолжите и ве слушаме. Прво се криви газдите. Земат куче, помине времето. А не ве слушам. Ма ние ве слушаме, продолжете. Прво ги земат кучињата, чуват и помине и меракот и после ги испудат на улица. Тие кучиња станат агресивни, гладни, нема што да јадат. Уоште не водат сметка за тие кучиња. Ја ќе ви кажам случка, кучето го пуште од тие, не знам како се викат, големите. Јас водам мало куче бишонче и кучето ме напаѓа, не мене да му апе, сака кучето да го изеде. Рипа врз мене. И како да постапам јас сега? Втор пат ми се случува, краска ме напаѓа и јас носе стапче со мене и ударам кучето и ми вика газдата, не требе да го удараш. Ако не требе да го ударам, брзи си го дома, стастри го како што требе. А не вака да го пуштат по улица. Едно мрзат, 10 по него вода не врзан. И тие кучиња напаѓа. Прво се луѓето криви, а тоа го точно осудувам дека да го малтретира кучето, да го тепа, тоа е многу лошо. Тоа е многу лошо и треба казна. Точно дека треба казна. Ама треба и газите да воведат малку сметка за тие кучиња како ги пушат. Завршимо тоа и спуде го старее куче. Така, благодарам многу за одговорите и учеството. Повторно на Facebook. Благоја Пачавровски напишал: ја мислам дека треба да се воведе казна со иста мерка да се враќа на луѓето што мачат животни, како што сме ние души и тие се души и имаат свој живот. Само строго казнување на такви личности што мачат животни. Поздрав, Благоја од Ботун. Благодарам, Благоја, за коментарот. Поздрав и до вас. Горан Чоков напишал: апсолутно треба закон, иако хартијата трпи се, но уште повеќе трпат недолжните животни. Малтретирање па во крајности и убиства на истите. Дела злодела кои од икон на Божија човекот го претвараат во демони. Благодарност до Црвена линија за темава. Благодарам и за учеството, господине Чоков. Добар ден. Добар ден. Поздрав ти на. Поздрав и до вас. Па еве, какви треба ли да има ригорозни казни за луѓето кои што измачуваат и убиваат живот? Па вак, ја мислам дека и тие носат душа како и ние, луѓето сите сме од Бога створени. Сега наискрено речено не би требало да се малтретираат и убиваат животните. Меѓутоа, знаете што, беззаконие, кај не знаете, сега и предходна еден јавувачка кажа дека на пешачки премин се газат деца, мали, без водачки и други работи. Кога не функционира законот за нас, за луѓето, а што останало животните не ги цениме. Да бидеме наискрени. Меѓутоа, и овие што ги поддржуваат од Лајка, кои беа тамо и другите, не знам, невладени организации, они финансиски само се нафатираат, а никаква обврска кон животните немаат. Зашто тие истите не ги соберат од площад Македонија по 20 и на 30 кучиња лежат тука и ги напаѓаат луѓето? Зашто бе се заинтересирани за затворски казни? Во ред се согласувал дека треба да имат некоја казна, каква нека определе судството. Меѓутоа, зашто тие не одат по општина во општина да ги гледаат и да ги собираат кучињата, да ги носат во стационар? Толку ми е моето прашање кон нив. Тоа лично тие да одговорат на тоа прашање. Благодарам за одговорите. Кокан Палашев еве што напишал на Facebook. Кој не чувал куче, не знае како е љубов. Треба казни и драго ми е Кокан го испраќа и своето милениче. Благодарам за учеството. Продолжуваме со вас, драги мои. Добар ден. Добар ден. Според вас какви казни треба да има за оние кои што измачуваат и убиваат живот? Па она што се случи со Феликс, со кучето Феликс, навистина е нешто грозно. Што луѓе беа тие што до таа мера го удрија кучето, го истепаја кучето, што после тоа живееше уште 48 сати и тоа со под надзор на ветеринари и што не успеа да преживее. Навистина е жалосно. Тоа е премногу. Меѓутоа, јас сум кацнат од куче и тоа од куче домашно,
кој што се пуштило од Синџир, дојде, стрча по моето куќе, и јас го кренав моето куќе, тоа ме касна за нога. И заминав нормално на болница, добив инекции, едно друго. Полицијата дојде одма после мене, случајот на некој начин беше пријавен. Ко заминав, ко ојдов по неколку дена да прашам кој е, што е, како е стопано на газдата на куќето, да не ти е тебе гајде, ние средивме работата, рече, не треба да те интересира кој е, што е. Значи, човекот веќе ги наредил работите. А човекот беше крив. Него му се отпушти куќето, не мене. Него му се отпушти од Синџир, во дворо врзано. А јас после тоа добив инекции 3 години добио. Благодарам за учеството, благодарам и за тоа што ја споделивте какво искуство сте имале. Подсетувам 90 секунди е правилото за едно јавување. Ирена Пешова напишала: секој од нас на секој 10 години треба да одиме на психологија. Тестот има прашање: дали повредувате животни? Затворска казна под итно секое убиство е убиство. Само монструм може да направи вакво дело. Почнуваат со животно, завршуваат со човек. Лајка помага, кастрира, лајка не е стационар. Казните парични нека ги наменат за кастрација. Секој од нас треба да плаќа секој месец одредена сума, ама не да се крадат, туку да се наменат тие средства. Кој не сака животни, не сака ни луѓе. Поздрав. Поздрав и благодарам, Ирена. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Одлично, повелете. Се слушаме, така? Да, повелете. Па, љубовта што ја даваат кучињата, мачињата, домашните животни, може само да се почувствува. Но треба да сватат луѓе во една работа. Тоа нима мунди што е лајка, мајка. Се е тоа бизнис. Например, во лајка, ако се јавите да дадете куче домашно од разумни причини што не можете да очувате, ви бараат пари. Пазите. А нима мунди, тоа зимаат пари од овие душмани од Запад што плаќат невладини организации за нивни цели против интересите на македонскиот народ. Како може да колеме прасиња, јагниња, и тука нима мунди не игра улога, така? И тоа се животни, ако гледаме така. Значи, на Запад улични кучиња не постојат. И затоа тука зимаат и бизнис, прават стотици кучиња месечно патуваат во странство и едноставно од тука миленици што ги носат. Значи, треба да се напредна зоолошка градина или да се однесат сите улични кучиња и мачки во некоја шума, во некоја планина. Во градот не смее да има кучиња. Тоа е приказно. Благодарам за учеството. Ивана Серафимовска напишала: нормално дека треба тој што е способен да мачи и да убива животни, способен е да убива и луѓе. Зоран Котев напишал: да, затвор, ама за тие што ги пуштаат кучињата на улица. Маја Крстик му реплицирала: Зоран Котев, тоа знаеш од кога се бара, 15 години и тоа со решение готово предложено. Дали треба да има ригорозни казни за луѓето кои што измачуваат и убиваат животни? Добар ден. Добар ден, добар вечер и поздрав. Голем поздрав и до вас. Повелете. Абе видите, моето мислење вака е. Малтретирање, терминот малтретирање, значи. Измачување, малтретирање, убивање. И така е една работа. А друга работа е, ако човек е нападнат на некој начин од куќа, да се одбрани и така натака. Значи, тие се две работи. Инаку за тие што малтретираат животни, нормално, треба да се има некој казни, какви казни ќе бидат, не можам да предложам, нити да предпоставам. Но, да ви кажам една работа. Ние во Анима Мунди прво се дембели и блефери, како да сакаат кучина, а тие сами не се сакаат. Значи, ние во Анима Мунди прво се дембели и блефери, како да сакаат кучина, а тие сами не се сакаат. Значи, ние во Анима Мунди прво се дембели и блефери, како да сакаат кучина, а тие сами не се сакаат. Значи, ние во Анима Мунди прво се дембели и блефери, како да сакаат кучина, а тие сами не се сакаат.
Понатака има многу луѓе кои дома си чуваат кучиња, абе тие би отепале и 10 луѓе само за своето куче, заради тоа што се човекомразни. Тие не може да се снајдат со друштво човечко, има и такви луѓе. Се знае што е куче, бе луѓе. Кучето е аберџија. Да стои во дворот, да лае ако дојде некој, или да ги чува овците. На крајот од краиштата товараат кучињата скитници на територија кај... Ке подсетам 90 секунди е време траењето, еве уште една напомена во однос на судењето за кучето Феликс. Секако и за се она што сакате навремено, целосно и квалитетно да сте информирани, секогаш кликнете и на telma.com.mk. Но во однос на темата за која што зборуваме денес со вас, задржете го вниманието на насловот "Одложено судење за кучето Феликс". Дел од обвинетите него добиле обвинителниот предлог. Процесот го води судиката Лидија Петровска, застапник на обвинението е јавниот обвинител Зоран Здравев. Судењето е одложено за 13 март и пред почетокот на судскиот процес група активисти за правата на животните одржаа мирен протест. Од судот побараа затворска казна и поголема системска казнивост за малтретирање на животни. Треба ли да се воведе затворска казна за измачување, малтретирање на животни, дали таквите казни треба да бидат ригорозни? Добар ден. Намалете го целосно тонот на телевизорот. Ало? Добар ден, намалете го целосно Добар тонот. ден. Тина? Да, ве слушаме, повелете. Ве слушам. Да, продолжете. Ама намалете го тонот на телевизорот, го слушаме. Да ти поставам тебе јас едно прашање сега вака. Што би правила ти ако те напада кучињата? Јас нема да одговорам од проста причина што имате само 90 секунди. Ние, еве, да ви помогнам. Конкретно прашањето што мислите, дали треба да се воведат ригорозни казни за луѓе кои што измачуваат и убиваат животни? Дали ме слуша гледачот? Добро. Вака сега, Тина секако не сака, туку не сакам една работа, е многу важно да знаете дека црвена линија е простор каде што токму вие, како граѓани, кои што имате различни и одговори, искуства, ставови и видувања, имате и 90 секунди, секако секој од граѓаните има простор да се вклучи во црвена линија и така всушност се креира јавното мислење преку ова емисија. Затоа црвена линија ви поставува вам прашање. Ајде да ги искористиме правилно секундите и токму вас да ве слушнеме. Добар ден. Добар ден, благодарам. Повелете. Црвена линија за човештвото е, ќе се послужам со буквално со подсетувањето од ваша колешка со зборовите што ги рекол Ганди. Големината на човештвото се гледа во љубовта према животните. Да, може би треба некоја казна за такво малтретирање без причина. Во самоодбрана е едно. Меѓутоа, за кучето Феликс, навистина и јас што не го познавам како 74 годишна баба, тешко ми е. Иако од куче имам 2 члена семејството касното, на снаата и фали парче месо на буквално дупка од нападната од кучење кога одеше на работа со точак и внуката трето оделение. Меѓутоа, тие кучиња се држани на синџир од некој газда кој што после тоа ги пуштил. Затоа и постои изреката за луѓето, овој човек збеснал како куче пуштено од синџир. Значи, сепак вината јас ја наоѓам во луѓето кои што не постапуваат со љубов према животните. За такви луѓе кои што малтретираат, поготово еве конкретно за кучето Феликс, што на мене ми е тешко, бидејќи ги сакам премногу животните. Треба казна, а за тоа ќе се одлучи судот и институциите кои што се должни за тоа.
навистина ми е криво што постојат такви луѓе и колку повеќе ги запознавам луѓето, навистина. Благодарам многу и вам за одговорите во црвена линија. Добар ден. Дали се слушаме? Добро, во меѓувреме, бидејќи навистина имаме огромен број коментари и драго ни е за тоа. Еве, ќе продолжиме со коментарот на Дени Митов, кој што напишал: поздрав Тина и цела екипа, има решение за секој проблем. Потребна е волја. Мој предлог е да се направи еден голем стационар на ниво на Скопје, да се уловат сите кучиња скитници и таму кучињата милиници ги чипираш и секој несовесен собственик го казнуваш. Преку тие казни го финансираш тој стационар. Имам шетано во Словенија, Хрватска, Србија, кучиња, скитници, немам сретнато. Благодарам и за поздравот и секако за коментарот, господине Митов. Добар ден. Добар ден, Тина. Повелете, одлично ве Власко слушам. е повторно. Ако повелете. Вака сега, ти што спомна за кучињата. Значи, за кучињата е катастрофа. Ве слушаме, продолжете. Со кучињата е катастрофа, значи они испаднаа поголеми од луѓето. Значи, луѓето може да се газа тепаат, а кучињата, значи, се по... Не, црвена линија не зборува за тоа луѓето да се тепаат. Ние прашуваме што мислите, треба ли да има ригорозни казни за луѓе кои што измачуваат и убиваат животни? Дали го имаме гледачот? Да, тука ве слушам, ве слушам. Еве, треба ли да има такви ригорозни казни за измачување и убивање животни? Да. Да, ве слушам. Да. Да, претеризаме. Значи, на железничка е претеризам од кучиња, сегдека, значи, се напаѓаат по луѓе, што треба да се прави? Дали се уште го имаме гледачот? Дали се слушам? Ве слушам. Добро решение Па, за бездомни животни според вас кој е најдобро? Па, имаме таа лајка. Така, благодарам многу. Една напомена, предпоставувам дека најголема пречка е да се слушнеме. Пред се, ако не е целосно намален тонот на ТВ приемникот, а во случај тоа е добро го знаеме, особено со оглед на тоа што имаме долга пракса во контактни емисии, се случува и да ви доцне сигналот. Држете се, јас и вие зборуваме телефонски. Во тој случај секако и одлично ќе се слушнеме и разбереме. Добар ден. Добар ден. Убав ден, во црвена линија сте. Исто на вас, вака. Се сложам со гледачката пред малку што кажа, дека сите тие што се одговорни треба да одат прве на психијатар. Значи, без разлика дали, нели, убаво пишува малтретирање на животни. Така? Сега, јас сум апнан од куче. 7 дена лежа во болница. Тоа не е добро. Мој предлог, мислам дали ќе се освои, дали е добро, не знам. Али, мојот предлог е ваков. Да се соберат сите кучиња во цела Македонија, да се кастретират и кој сака да гледа куче, нема проблем. Слободно нека го земе. Дома, нека биде чипиран. И кога ќе излезе на улица, без разлика, дали е мало, големо, средно, не знам каков да е, мора да има маска. Значи, во Европа, во светот, секој што гледа куче и има маска. Значи, каде да оди, маска мора да има тоа куче. Без разлика, дали ќе нападне дете, стар човек, не е битно. Значи, мора да има маска и сите тие што одгледуваат кучиња, не, ќе се породи кучето, одма ќе стават на улица и сегде во секој град има кучиња скитници. Тоа е. Благодарам. Големо благодарам и вам. Дојде времето и да ги соопштиме резултатите од денешната Инстаграм анкета. Прашањето беше дали казните за измачување и убивање животни треба да бидат ригорозни. Со да одговорија 72%, со не 28%. Следуваат рекламите.
Драги мои, благодарам и за ова денешно издание на Црвена линија. Навистина во голем број бевте. Утре се гледаме со нова тема и секако се слушаме. Останете со програмата на Телма телевизија.